Чудени гледачи, дојдовте назад во утринската програма на Слободен печат. Вчера излезе годишниот извештај на Freedom House за демократскиот напредок на земјите во транзиција, каде што беше вклучена и Македонија. Денес малку ќе поразговараме за всушност каде се наоѓа нашата земја на според ова рангирање и наш денешен гостин е авторот на овој извештај, професорот Огнан Вангелов. Ви благодарам за денешното гостување. Благодарам за поканата. Добро утро и за вашите гледачи. Професор Евангелов, каде се наоѓа Македонија според новиот извештај? Има ли некој напредок или пак тоа е малце полошо изгледаат овие нови бројки и податоци во извештајот? Значи, Македонија останува во зоната на така наречени хибридни земји, хибридни режими, што представува нешто меѓу демократија и автократија. Македонија беше блиску, одеше нагоре од 2017 до лани. Повеќе години оценката се зголемуваше минимално, но постепено се зголемуваше и сега според методологијата на Freedom House, ако се надмине процентот 51, тогаш земјата влегува во зона на демократија. Тука е таа пресечка. Македонија беше стигна мислам до 49, 22-23 година и сега веќе почна повторно да оди надолу со оценките од оваа година, така што останува во таа зона хибридни земји. Сега, ако ова е долгорочна работа со Freedom House, ги мери демократските стандарди во земјите во транзиција, не само на Балканот, туку во цела Источна Европа и Евроазија. И тоа се прави уште од смената на комунистичките режими. Сега, ако се гледа долгорочни мерења за тие, сега можеме да споредуваме наназад како била оценувана Македонија пред 15-20 години, како е денес. И тоа генерално впечатокот е дека во Македонија не се случуваат подлабоки демократски реформи и процеси за да може да настане тој пробив, што се нарекува во науката демократски пробив, каде што земјата ќе ги засили своите демократски институции и ќе почне да ја консолидира демократијата. Науката се смета дека кога една земја во транзиција влегува во процес на консолидација на демократијата, тогаш е многу потешко тие автократски тенденции да почнат повторно да ги оштетуваат демократските процеси. Во Македонија тоа не се случило реално никогаш, иако, да речеме, пред 15 на години, според мерењата на Freedom House, а Freedom House не е единствена организација, тука имаме и на Economist има индекс личен, тој пак ги мери демократските процеси во целиот свет, не само во земјите на транзиција, меѓутоа и според тој индекс, тука некаде стоиме, таму сме на граница меѓу оштетена демократија и хибриден режим. Така што тоа е тоа. Мислам, процесот, позитивниот процес запре некаде околу 20-21 година. Имаше неколку години стагнација и сега одиме повторно надолу со оценките, што не е добро. Да. А каде најмногу назадила Македонија, бидејќи има 7 точки кои потоа ќе ги споменеме подетално, но каде најмногу назадивме како земја, кои се тие точки каде што на кои треба да поработиме, што се вели во иднина? По оваа година, како што известија веќе медиумите, од 7 индикатори, во 2 индикатора за корупција и за независно судство или состојбата со судството, во тие два индикатора оценката се намали. За малку, меѓутоа во вкупната оценка тоа имаше влијание, така што тие се клучните проблеми нотирани за 23 година кои влијаја на оценката на Freedom House. А другите индикатори, 5 индикатори, останаа на исто рамниште како претходната година, но и таму се забележени негативни тенденции. Иако оценката не е намалена, може да се случи во некој нареден период поради кумулативни проблеми во другите индикатори да се намалат и тие оценки. Така што тенденцијата, и како што кажа колегите од Freedom House кои го правеа главниот извештај, тенденциите се дека Македонија е во оној циклус на како го нарекуваат цикличен хибриден режим, на промени што наведум изгледуваат промени кон демократизација, меѓутоа настанува потоа некаков проблем
настанува стагнација и повторно оди надолу. И тоа веќе се случува кај нас континуирано, 15 на 20 години веќе. Да, вие ги имате набројано и како примери да земеме неколку во извештајот за поготово кога станува збор за борбата против корупцијата и проблемите во судството. Тука е сега кој случајот со струшкиот градоначалник Рами Измерко, случајот со онкологија, црната листа на САД, на која завршија неколку функционери и кривичниот законник на кого се обрнува најмногу особено внимание во овој извештај. Кои беа според вас најголемите предизвици за зашто и како ингеренции зашто всушност се намали, зашто се уназади земјава во овој аспект на корупција и на независно судство? Значи, бидејќи е годишен извештајот, се анализираат настаните од конкретната 23-та година. Во однос на 22-та, значи се споредува со нешто претходно. Во однос на 22-та година, бројот на корупцијски скандали и проблеми со правосудството кои беа видливи за целата јавност, не само наша и меѓународна, не може да се игнорираат едноставно, секако дека тоа ќе влијаеше на оценката, така што тоа е клучно. Значи ова што го наведовте, скандалите, корупцијските скандали, наводи за корупција во однос на здравството, наводи за корупција во други институции, наводи за корупција при договорот со Бехтел и Енка. Имаше премногу такви наводи, општо познати во јавноста, освен нашата јавност и меѓународната јавност. Тука имаше вклучување на странски представници во сите тие дискусии. Потоа судството со судскиот совет, проблемот со смената на председателката на судскиот совет. Тука реагираше и странски амбасадор кој рече дека отворено каже дека судскиот совет е нелегитимен по таквата смена и така натаму. Значи сите тие работи се беа концентрирани во 23-та година до тој степен што неминовно влијаеше на намалување на оценката во тие индикатори. Да, тука сега кој се наведува непотизмот при именувањето на обвинители, суди, уставните измени сега. Наводи за непотизам. Да, значи, наводи за непотизам. Freedom House не е организација која донесува пресуди, но ги нотира проблемите кои веќе циркулираат и во јавноста и меѓу професионалните проследувачи, така што да, има доста наводи за непотизам, зголемен клиентелизам, непотизам во однос на 22 година, така што тоа е методологијата на мерење. Се споредува со претходната ситуација. 23-та година беше очигледно лоша година во однос на борбата против корупцијата и судските процеси и реформи. Сега кога станува збор да направиме една поделба односно да направиме една споредба на каде била Македонија, да речеме пред 10 години, вие често пати сте биле автор на овој извештај. Јас сум автор втор пат, лани и оваа година, претходно други колеги. Да, но ми беше моветот да направиме една споредба каде била Македонија, да речеме пред 5-10 години, каде е сега во споредба со овие клучни точки како што е корупцијата, судството, слободата на медиумите и останатите 4. Па ете, секој може да го отвори Freedom House и да пребара, например, некаде 2010, 11, 12, ние сме биле во зоната на демократи, иако според терминологијата на Freedom House полуконсолидирани демократи, тоа значи дека недоволно сигурни демократи и потоа сме назадувале. Познато е што се случуваше меѓу 2013, 14, 15, веќе почна оценката да се намалува, кулминира тоа со 2016 и 17 при упадот во собрание и така натаму, каде што повторно влегуваме во зоната хибридни режими. Но ние сме стигнале до некој ниво на полуконсолидирана демократија и целиот регион практично во тој период бил многу по-демократски од денес и овие назадувања не се само карактеристични за Македонија, туку и за регионот генерално. И или има назадување, или има стагнација, меѓутоа нема демократски напредок. И тоа не се случува веќе повеќе од 15 години. До тие демократски придобивки кои се стигнати, до кои сме дошле кон крајот на 2000-тите години, веќе почнуваат да се намалуваат или стагнираат или се намалуваат и денес генерално регионот е многу помалку демократски отколку што бил пред 15 на години. Тоа важи за сите земји. Оваа година нели известија медиумите дека најголем пат во оценката има Србија. Потоа сме ние, меѓутоа сите земји бележат или стагнација или пад, нема значајни подобрувања.
во ниедно од земјите што се мерат. Професор Евангелов, ме интересира за рани прогнози за следната година. Сега знаеме дека Македонија влегува во изборна година, каде што не се знае како ќе биде нивниот крај, како ќе заврши. Ме интересира рани прогнози за тоа што би можело да очекуваме. Па неблагодарно е да се прогнозира. Меѓутоа сега сме во изборна година и многу зависи од тоа како ќе се одвиваат изборите. Нели, каква ќе биде оценката на изборите? Изборите сите ги гледаме, меѓутоа има организации кои поспециализирано се фокусираат на изборните процеси, како ОДИХР на ОПСЕ. Тие даваат извештај прво прелиминарен, па целосен извештај и ние генерално се раководиме од оценките на ОПСЕ, бидејќи тие следат избори на секаде и се прилично добри во својата работа, меѓутоа нормално и независно анализираме од другите извештаи. Сега ако изборите поминат во добра атмосфера и ако бидат регуларни, како што треба да бидат, тогаш веројатно оценката или ќе остане иста или ќе има подобрување наредната година. Но ако има некои значајни проблеми на изборите, може да се случи да падне оценката и за изборниот процес, што дополнително ќе намали вкупната оценка, така што не знам, тешко е да се предвидува, меѓутоа и оваа година се нотирани негативни тенденции, например во новинарската, во вашата сфера, во однос на тоа како власта се однесува или генерално каква е законската рамка што ги третира медиумите. Тука се забележени негативни тенденции, ако продолжат и таа оценка може да се намали, значи немаме голем простор за оптимизам за следната година. Но јас мислам дека оценката многу ќе зависи од изборите, бидејќи тука околу изборите се врзуваат и многу други нешта кои се поврзани како новинарството. Другите индикатори ќе бидат врзани со изборите, односно како ќе се движат оценките за другите индикатори, демократските, како да кажем, голем дел од демократската култура е врзан и со изборите. Тоа се рефлектира и на дел од другите индикатори, например индикаторот за владење, како на државно, така и на локално ниво, индикаторот за па и за корупција и за судство. Значи сите тие се на некој начин врзани меѓу себе, ако крупен настан како изборите остави лоши последици на другите индикатори, може да се случи во повеќе индикатори да се намали таа оценка. Меѓутоа сега е се уште рано, од ова што го гледаме во предизборната кампања, тешко е да се каже дали ќе бидат сосема чисти изборите во смисла на тоа како ОПСЕ ќе ги оцени. Ќе видиме. Рано е уште. Сега влегуваме се уште сме во кампања, почеток на кампањата на претседателските избори, следува потоа кампања за парламентарните избори. Рано е. Да, рано е да се каже. Ме интересира кога сме кај овие индекси, кај овие бројки и оценки, ме интересира баш како се одвиваат, како се доаѓа до тие бројки, како дали е тоа преку некои анкети на јавното мислење или тие се некои истражувања кои се прават во склоп за да се дојде до таа оценка. Оценките според индикаторите, да. Да, па таа методологија ја има објавено Freedom House на својата страница. Значи, тие 7 индикатори имаат оценки од 1 до 7, во кој 7 е највисока оценка и потоа се комбинираат и се доаѓа до некоја средна оценка. Нашата оваа година, мислам дека беше 3,79 од 7. Над 4 веќе, кога оценката надминува 4, земјата влегува во зоната на демократи, под 4 влегува во хибридни или уште подолу авторитарни режими. Сега, секој индикатор исто така се мери од 1 до 7, оценките варираат во зависност од тоа какви се настаните. Тука има квалитативни и квантитативни мерења, се разбира, се земаат предвид анализи и на други стручни организации во секоја од областите посебно. Има доста, например, извештаи за новинарството и новинарските слободи во Македонија од различни организации кои Freedom House ги зема предвид кога изработува оценката за тој дел. И своји анализи исто така што тука се работи за комбинација од согледување на повеќе актери и мерење на јавни мислења и така натаму.
За секој индикатор истото се прави. Сега битно е да се нагласи дека оценката не може да се менува драстично секоја година, тоа и во самата методологија го пиша, треба да има навистина некој настан кој ќе го поремети текот на настаните до тој степен што ќе се рефлектира на повеќе индикатори истовремено. Сега такво нешто е нотирано во Србија со изборите, затоа таму се намалени оценки во повеќе индикатори. Кај нас само и кај нас два индикатора, веќе тоа не е мала работа, но генерално ако се зголемува или намалува оценка, тоа се прави за 0,25 плюс или минус. Многу ретко се случува оценката се намали за 0,50 по индикатор плюс или да се зголеми за 0,50, значи треба да е некој навистина условно речено револуционерен настан за да има таква крупна промена во индикаторите. Значи не може да се очекува дека од година во година може некоја оценка да падне драстично, меѓутоа ако кумулативно во сите индикатори се намали оценката на пример за 0,25, вкупната оценка ќе биде многу пониска. Така што тоа е. Меѓутоа јас не сум видел дека има во една земја наеднаш намалување на голем број индикатори, освен во критични ситуации, на пример со инвазијата, со руската инвазија во Украина и потоа што се случуваше таму со промена на законите за забрана, за кажување на зборот војни и така натаму, намалување на слободата на говори, медиумските слободи, затворањето на независните медиуми, тоа влијаше на намалување на оценката на Русија во многу индикатори исто така. Така што такви ситуации може да предизвикаат драстичен пад на оценката, но генерално нема големи варијации од година во година. Значи, бидејќи лонгитудинални се мерењата, тоа значи дека се гледа процесот на демократизација или автократизација на земјите во рок од 5, 10, 15, 20 години. Битно е да се види каков е трендот. Проблемот со нас е тоа што трендот осцилира, меѓутоа во зона на хибридни режими. И тоа не е добро, воопшто и за регионот и за Македонија. Во она што може да се види во новиот извештај, покрај тоа што сме опаднале, сме назадиле малце во две категории, исто така според мене мислам дека проблем е тоа што фактот што и не сме напредувале во ниедна од останатите области. Дали мисли дека тука има простор да Македонија напредува или пак како што споменавме во ова изборна година работите ќе бидат малку поинакви, па ќе има и дополнителен пат? Сегаш постои простор да напредува и треба да напредува. Мислам, лошо е било да останеме хибриден режим долгорочно, бидејќи тоа ја намалува меѓународната дојрба, иако Freedom House не е невладина организација. Тоа не е, како да кажам, некоја организација која носи одлуки за што било, меѓутоа мерењата се долгогодишни. Има углед таа организација. Ете, видовме како веднаш во нашите медиуми се пренесе информацијата за нивниот извештај. И секаде во светот се гледаат тие мерења, мислам, се гледаат тие извештаи. Не е добро за нас да останеме хибриден режим. Нашиот углед како држава, генерално во западниот свет, ќе биде земја, ќе се гледа на земја која не е баш дел од тоа што претендира да биде дел од западниот свет. И тоа ќе има влијание на јавното мислење и експертско и генерално јавно мислење на западот, каде што ние припаѓаме, нели? И мора да има подобрување. Не дали треба, туку мора да има во сите индикатори, меѓутоа за тоа се потребни напори, големи напори, натре, пред се. Може и со помош од надвор тие работи да се подобрат, меѓутоа треба внатрешно пред се да се случи посилна демократска консолидација во односот меѓу власт и опозицијата, примарно, бидејќи ние нотираме таму дека постои во Македонија толку силна поларизација што ги нарушува демократските процеси. Во демократски земји постои поларизација, мора да постои, бидејќи е плурална. Секоја демократија е плурална средина. Постои конфронтација на политики. Но таа конфронтација мора да биде поумерена. Поларизацијата не смее да биде екстремна, кога постојано има ситуации на силна поларизација, постои опасност и ризик од дестабилизација, политичка или друг тип дестабилизација. Меѓутоа, самиот политички процес при силна поларизација
често се парализира. При парализиран политички процес, дали во парламент, дали преку комуникација меѓу власт и опозицијата, во таков парализиран политички процес не може да се одвиваат сите други процеси на повисоко демократско ниво, кое е неопходно земјата да биде стабилна демократија. Тоа е целта, нели? Да. Се надеваме дека во следниве извештаи и во следниве периоди Македонија малку ќе закрепне на ова ниво. Професор Евангелов, ви благодарам на денешното гостување. Малку објаснивме за нов извештај на Freedom House и каде Македонија назадила, а нашите гледачи ми останува да одјавам овој разговор. Продолжуваме понатаму со многу интересни теми. Останете со нас.